Благодарам. Значи, имам 3 пратенички прашања кои што сакам да ги поставам до премиерот Никола Груевски. Првото прашање се однесува на ажурноста или ефикасноста во работењето во делот на испитувањето на имотни состојби на корупција, криминал во Република Македонија. Деновиве се отвори во јавноста оваа тема и на тапет беше и председателот на Социјалдемократскиот сојуз, а верувам и други луѓе блиски до Социјалдемократскиот сојуз за кои што се покренуваат едни вакви постапки. Меѓутоа, исто така имаме и функционери од страна на ВМРО ДПМН, најблиските луѓе во окружувањето на вас, господине премиер, кои што имаат зголемување несразмерно на собствениот имот, а тоа може да се види официјално и од податоците кои што се објавени во имотните листови. Дали се работи за министри, пратеници и така натаму и така натаму. Например, министерот за внатрешни работи Гордана Јанкуловска го зголемува својот имот за неверојатни 200.000 евра. Во 2006 година пријавила дека поседува само стан од 76 метри квадратни со вредност од 50.000 евра. По 5 години, во 2011 година, министерката се проширува со нов стан од 114 метри квадратни, вреден 120.000 евра. Истата година, со стан од 95 метри квадратни, вреден 100.000 евра, се стекнува и нејзиниот брачен другар. Исто така имаме зголемување и на имотот на пратеникот Владко Ѓорчев, кој што е член и на извршниот комитет. Веднаш после пресконференцијата на председателот на СДСМ Зоран Заев, истиот ден, а наредниот ден се добива наредба, значи до институциите на системот, преку управата за јавни приходи, во кој што се бара да се испита потеклото на имотот на целото семејство Заев. И тоа е во ред, и така треба во една нормална и правна држава. Еве го тоа писмо кое што е доставено до Министерството. Замислите, се доставува писмо од Управа за приходи за испитување на потекло на имот на Зоран Заев, а го доставува до градоначалникот Зоран Заев за да даде такви податоци. Сакам да ја прашам, дали ќе бидете толку брзи и ефикасни и да на Горан Трајковски му дадете задача да исто вакво писмо достави за семејствата на министрите, на пратениците и така натаму, за да биде исти, да бидете со исти аршин во ваква една борба која што ја наведувате во делот на испитувањето на потеклото на имот, како и на кој начин биле стекнати овие имоти во изминатиот период. Мислам дека ако е намерата да се удира по опозицијата и по сите припадници што размислуваат поинаку од ВМРО ДПМН, честно е тоа да се признае пред македонската јавност. А ако водиме неселективна борба, тогаш да направиме постапка која што би била спроведена и за која што јавноста ќе ги дознае резултатите и за едните, и за другите. Тоа е првото прашање. Второто прашање се однесува на проектот Скопје 2014 година. Многу најавуван проект, еден од проектите кои што лично си го припишуваат на вас како епски проект кој што давал, не знам, напредок на градот и така натаму и така натаму. Меѓутоа, од документацијата која што може да се види, сознанијата која што ги имаме, првичниот извештај од ревизијата извршена во општина Центар, се гледа дека овој проект е еден проект кој што значи пералница на пари, а пред се тоа е евидентно од начинот на кој што биле водени постапките, како се спроведувале тендерите и така натаму и така натаму. Ќе земам само 2 примери. Значи, според иницијативи кои што ги покренува владата, општината Центар покренува постапка, или вашиот градоначалник Владимир Тодоров покренува постапка за распишување на оглас или тендер за изработка на споменикот Никола Карев. Првичната објава е на 5 милиони денари вредност на тендерот. Во трекот на трајањето на рокот за завршување на оваа постапка,
градоначалникот со решение врши исправка во тендерот во кој што вели дека споменикот нема да се гради според идејниот проект во бронза, туку треба да биде изграден во мермер и заради тоа се зголемува сумата од 5 милиони на 45 милиони денари. Завршува тендерската постапка, се изведувачите на работите се избираат и така натаму и така натаму. Се поставува споменикот, сега гледаме дека повторно е во бронза, наместо во мермер како што била исправката во тендер. Тоа е една работа. Вториот проект е мостот Око. Значи, прво нема надлежност општината Центар, туку градот Скопје согласно со позитивните прописи во Република Македонија. Меѓутоа, многу позначаен сегмент од ова. Се распишува тендер за мостот Око, исто така од градоначалникот на ВМРО-ДПМН, со проект кој што е приложен во документацијата. Меѓутоа, замислете проект во кој што нема темели на мостот. Се друго е ставено, меѓутоа нема темели. Тој тендер го добива хрватската фирма Конструктор. Кога виделе дека нема темели и треба да градат без темели, распишуваат нов тендер, каде што се зголемува значително таа сума на финансиски средства и го добива друга фирма и сега моментално имаме спор. Прашањето е следно. Дали овој проект, кој што го спроведувавте со народни пари и во општина Центар и во Република Македонија, може би е еден од причините за полнењето на сметките на вашите соработници и на припадниците на ВМРО-ДПМН, кои што драстично раснат во последните години. Јас се сомневам во тоа. И третото пратеничко прашање ми е во однос на трговската војна која што се водеше со Косово. Според мои сознанија кои што ги имам, неколку дена пред започнување на трговската војна со Косово, поранешен припадник на Дирекцијата за безбедност и контраразнавање Едмон Крлију Мони, кој што е по потекло од Дебар, сега еден од најголемите бизнисмени во Косово, бил повикан во Скопје, во еден од скопските хотели, да разговара со висок функционер од страна на ВМРО-ДПМН, наводно за расчистување на некои бизнис сделки во Република Македонија. И веднаш после тоа започнува трговската војна со Косово, вклучување на министрите за економија и на Македонија и на Косово и така натаму. На крајот завршува со преговори и со нормално еден добар пиар во кој што одат министрите заедно и ја поминуваат македонско-косовската граница и тоа било за одбележување. Значи, моето прашање во делот на оваа трговска војна со Косово, дали имаме податоци или ги квантифициравме загубите кои што ги има стекнато македонската економија во делот на оваа трговска војна. Благодарам. Благодарам јас. Пратеникот Оливер Спасовски постави 3 пратенички прашања, сите до председател на владата на Република Македонија. По однос на првото прашање, одговор се добиете од председател на владата на Република Македонија, господинот Гуриевски Никола. Повелете. Благодарам. Благодарам за прашањата на пратеникот Спасовски. Јас го разбирам неговиот напор. Во оваа ситуација и во време кога председателот на партијата, каде што тој е генерален секретар, е соочен со некои работи кои што не му се баш многу непријатни, па сега се обидуваат нешто да најдат, да ја сменат темата или да набедат некој друг за нешто друго, но како и да е, што се однесува до прашањето дали УЈП може да изврши проверка на имотната состојба, односно на потеклото на имотот на функционери од власта и посочените кои ги кажавте, нема никаков проблем во тоа. Јас би ги повикал УЈП, нека си ја заврши таа проверка и нека објават. Благодарам. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Оливер Спасовски. Повелете. Благодарам. Значи, во однос на одговорот, дали, значи, моето прашање беше дали ќе покренете итна постапка и ќе имате таква ефикасна постапка во делот на испитувањето на условите. Апсолутно не спорам тоа што правите испитување на потекло и на имот на лидерот на опозицијата.
И тоа не ми е целта, реков дека така треба и тоа е добро. И на мене, и на некои од колегите пратеници, на било кој од СДСМ. Меѓутоа, евидентните зголемувања на имотот, на функционери кои што се блиски до вас, седат во владата со вас, во пратеничките клупи и така натаму, дали ќе направите ефикасно спроведување на постапките во делот на... и затоа, ако е одговорот дека таква задача ќе има управа за приходи и јавно ја повикувате пред македонската јавност, ја само ќе очекувам да ги видиме резултатите од сите тие постапки. Може би се сите исправни, може би е тоа се легално како што треба, меѓутоа редно би било да знае македонската јавност со што се располага во момент и на кој и каков начин е стекнато. Благодарам. Благодарам. Пратеникот нема дополнително пратеничко прашање. Второто прашање исто така упатено до председател на владата Република Македонија, господинот Груевски Никола. Повелете. Благодарам. Уште еднаш му потврдувам на пратеникот за првото прашање дека нема никаков проблем за тоа и дека верувам дека бидејќи се работи за јавен повик нели од пратеник, дека и УЕП брзо ќе се реагира и ќе заврши таа работа и ќе објави. Во однос на второто прашање беа поставени тука две подпрашања, едно околу споменикот на Никола Карев и едно околу мостот Око. Значи, јас таква информација немам за која што вие кажувате за споменикот на Никола Карев. Прв пат слушнав од медиумите од во минатите неколку недели, кога беа актуелни овие теми, доколку има некои неправилности, незаконитости, доколку некој на некој начин прекршил закон, надлежните органи во општина Центар треба тоа да го процесуираат во судска постапка со сите соодветни пријави. Значи, нема никакво сомнение дека ако некој нешто направил спротивно на закон, тоа треба да си се процесуира во органите кои што се задолжени за тоа во државата. Но потврдувам дека прв пат слушнав за таква работа од медиумите, од минатите неколку недели, кога некој кажа таква информација и не ги знам деталите околу тоа. Не можам да кажам има, нема, правилно е, не е правилно е, законски е, не е законски, веќе и тоа е постапка што се ја води општината. Вие ме прашувате мене за нешто што го води општината. Јас ви одговарам дека доколку има такви работи, зашто не знам дали има, односно и не може да знам, има органи и општината, има органи и во државата што се одговорни за таква работа, слободно нека покренат се што треба и ќе се види дали е така или не е така. Во однос на второто подпрашање за мостот Око, тука истото би го одговорил, особено што па овој мост е целосно финансиран од општината, тој не е финансиран од средства префрлени од буџетот на Република Македонија, туку е целосно финансиран од страна на општина, значи е целосен проект на општината. И тука исто ве повикувам и вас и луѓето задолжени во општината, доколку има некоја неправилност, слободно да се процесуира до сите истражни органи. Општината има право да си поднесе соодветни пријави во обвинителството. Обвинителството, доколку најде дека има нешто негативно, може тоа да го процесуира до судот, така да слободно повикувам и вас и општината, доколку има некоја незаконитост, да си постапат во една легална постапка, да си поднесат пријава до обвинителството. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Оливер Спасовски. Повелете. Благодарам. Не сум задоволен од одговорот од наставна причина што не можете постојано да кажувате дека вие не ги знаете работите. Прво, за проекти за кои што давате иницијатива како влада да се спроведат. Второ, од централниот буџет на општина Центар префрлувате 58 милиони евра финански средства. Жалам, навистина жалам, ако премиер на една држава, прво не знаете за состојбите во државата и во институциите, како тоа се прави, за проекти кои што вие ги покренувате. Второ, жалам ако не знаете дека сте префрлиле финански средства во општината. Меѓутоа, мислам дека не е тоа поентата. Секогаш кога има прашања вакви какви што ги има, кога има подпишување на договори за ОКТА и така натаму, вие не сте на седница на влада, вие не учествувате во таа работа, кога има амнестија, тоа го прави некој друг, не го прави Груевски, така натаму и така. Ама редно еднаш веќе да се соочиме со граѓаните, да ги кажете овие работи, вие ги знаете. И второ, во однос на постапките се согласувам дека треба да идат, тоа е предадено во обвинителство и така натаму, во јавноста, обвинител треба да работи, и тоа што е ваша задача. Бидејќи Македонија не функционира како држава со официјална поделба на власта на законодавна, извршна и на судска власт, ве молам, обвинителот кој што го поставивте, охрабрете го да поведе на ваква постапка и да
покрајна иницијатива конечно да расчисти некој криминал во Република Македонија. Благодарам. Благодарам. Трето прашање исто така е упатено до председател на владата Република Македонија, господин Груевски Никола. Повелете. Благодарам. Значи, за преходното прашање уште еднаш потврдувам дека доколку има некаков материјал, истражните органи тоа ќе си го истражат. Не е точно дека не знам што и каде одат парите, знам каде одат, но не може во секој сегмент точно да се знае дали некој вака или онака постапил, затоа си има органи во државата, доколку постојат такви работи да се проверат, исто како што одговорив и на првото прашање, кое што го насочите кон одредени наши функционери. Така што се обидувате да приорицирате некои работи, меѓутоа, штом сте го поднеле до обвинителството, се надевам тоа ќе се произјасни наскоро и ќе слушнеме како било, што било, доколку има некои грешки, ќе се покренат постапки, доколку нема, ќе се објави дека нема и така. Сега за третото прашање. Тоа е околу Косово, настаните околу Косово што беа неодамна. Значи, прво наведовте некакви средби со некои функционери за такво нешто, нити сум чул, ниту пак го знам тој што го спомненате, Карлио или како се викаше, или било кога сум се сретнал или сум чул за него воопшто, значи никогаш. Ниту пак знам дека некој наш функционер со него се среќавал или така нешто. Единствено што знаме, она што го знае јавноста, а тоа е дека имавме затворање на границата од другата страна, на кое што и владата на Република Македонија одговори со соодветни мерки. Целата ситуација траеше околу една недела и она што беше објавено во јавноста, тоа е се што го знам. Околу загубите што прашавте на крајот, досега немам од некоја страна пријавено некакви загуби, сепак се работеше за еден релативно кус период на сите овие случувања, така што за сега нема од некоја страна да биле пријавени некакви загуби, за да ја можам на вас па да ви одговорам колкави биле загубите. Во овој случај не можам да одговорам на такво прашање, бидејќи ниту еден субјект до сега нема пријавено такво нешто. Вчера имав прилика да бидам во разговор со поголем број стопанственици после моето враќање и немаше некој што отвори такво прашање дека има одредени загуби. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Оливер Спасовски. Повелете. Благодарам. Не сум задоволен од одговорот на прашањето. Од еден аспект, прво, повторно во манирот дека вие не знаете за никакви средби. Еве, не во владата, прашајте во семејството, ќе ви кажа дали имало таква средба во еден од хотелите во Скопје. И дали има врска со таа трговска блокада помеѓу Косово и Република Македонија. Јас се сомневам дека е така. Втора работа, неприфатливо е премиер на влада на Република Македонија да не знае дали имало штети или немало штети или дали некој пријавил или некој да ви пријави. Вие сте за тоа влада. Немојте да речете дека испаднавте ќар со парите кои што ги земавте од граѓаните на Косово. Можно и тоа да биде, ама дај да го чуеме. Може би имало ќар за Република Македонија. Иначе вчера вие се слушавте, кај слушавте, вие 2 сати зборевте вчера, кажувавте за што ќе правите, како ќе правите во социјала, во друго, се живо, само тоа што требаше да чуеме и да разговараме, како ќе се развива економијата и така натаму, не слушнаме. И затоа мислам дека неискрено е кога кажувате дека не знаете дали имало штети или немало. И да ги квантифицираме колку се тие штети. Сигурно дека имало штети од оваа трговска војна. Колку се? Може би се мали. Така натаму. Може имало и ќар, како што реков, ама тоа треба да го кажете пред македонската јавност. И мислам дека не треба да ги избегнувате одговорите на клучните прашања. Многу поискрено е тоа што е направено, како е направено, од кои причини е дојдено за таа работа, да знаеме. Иначе, вие треба да видите. Не може постојано не знаеме што се прави. 2 години се шпионира државата, ние не знаеме дека некој не ја шпионира. 2 години шеф на кабинет на овој председател на собрание тоа го прави, никој не дојавил дека тоа се прави. Значи, ви наведувам како пример, знаете ли што значи 2 години да немате никакви информации за ништо во државата? Тогаш зошто е тоа така, на вистина не ми е сватливо. Не ни функционира веројатно системот кога еден премиер на држава не знае дали има штети или не од овака трговска војна. Немам дополнително. Благодарам. Следен за поставување на претенички прашања